Жена од Скопје принудувала две малолетни девојчиња да даваат сексуални услуги. Полицијата соопшти дека таа е приведена рано изутрината и се сомничи дека овозможила на возрастни лица да имаат сексуални односи со две малолетнички, при што односите биле и снимани. Но повеќе детали за случајот МВР не соопштува. Истрагата се уште трае и полицијата трага по мажите кои имале сексуални односи со двете девојчиња. Не е позната ниту нивната точна возраст, ниту возраста на женската личност со иницијали ГР. Детали ќе бидат соопштени дури откако истрагата ќе заврши. Но ова не е ниту прв, ниту единствен случај. Пред нешто повеќе од 2 месеци започна судскиот процес против 13 велешани кои вршеле полови дејствија врз 14 годишно девојче. Кога во јануари јавното обвинителство го обелодени случајот, соопшти дека 25 годишен велешанец преку социјалната мрежа Инстаграм ја довел во заблуда дека ќе почнат љубовна врска, но откако направил порнографски материјал, тој бил користен како закана за да ја присили да дава сексуални услуги. Тука е и случајот јавна соба кој се уште нема епилог. Во група на Телеграм во 2 наврати масовно се ширеше порнографска содржина, а често таа беше од малолетници. Но како државата може да ги заштити децата? Од првата детска амбасада меѓаши велат дека многу е важен пристапот и на самите родители, но и на службите во училиштата. Одредено несоодветно однесување на децата може да се детектира или во домот, или во училиште. Тука има голема задача и стручните служби, наставникот, класниот, да на време детектира и пријави, дојави. Секако центрите социјална работа се клучните кои може да влезат во домот, да детектираат дали станува збор за нарушени семејни односи и на време да се разговара со детето за да не влезе во мрежата на малолетничка проституција. Живееме во време кога целиот живот го чуваме во мобилниот телефон. Социјалните медиуми играат главна улога во развојот на децата и затоа потребен е поголем надзор на нивното користење. Затоа Змијанац вели дека важно е децата да бидат едуцирани за да можат самите да се заштитат. Оно што е неопходно децата да препознаваат несоодветно однесување на возрастните, несоодветни понуди, да си ги знаат не само правото на приватност, него и своите права околу користење на социјалниот простор, да кажат не, да дојават доколку некој ги вознемирува, никако да споделуваат лозинки, никако да споделуваат со непознат или познат било кој да е одредени делови своето тело. Само лани МВР регистрирало 14 кривични дела во областа на сексуална експлоатација на деца преку интернет. 6 од нив се за прикажување порнографски материјал на дете, 5 за производство и дистрибуција на детска порнографија, а 3 за намамување на облюба или друго полово дејство на дете кое не наполнило 14 години. Даниел Василев, Сител телевизија.